Благодариме на Љубица и на сите вас кои што земавте учество во утринските стикови, навистина убави материјали. Еве се подсетивме за тоа што е саботата, какво е низиното значење, како да ја држиме, како да се подготвиме за неа. И како што Љубица спомна, имаме сега 6 дена за подготовка за следната сабота, но и за нешто друго, за подготовка за Светата вечера. Така, значи во сабота, 29-ти, не е Светата вечера, па јас во, како, убав начин за подготовка и потекнат од тоа нешто, се решив да зборувам на еден стих од Матеј, а тоа е всушност, тоа се почетните зборови со кои што Исус ја започнал најголемата своја проповед, најубавата. Проповедта на гората на блаженствата. Може има некоја поголема, не знам јас. Добро. Како било да се слуша лично Исус, не знам, јас се чувствувам премногу мал од ова место сега, за да можам да воопшто да дискутирам на тие негови зборови, проповед која што навистина била револуционерна на некој начин за слушателите тогаш, и замисли си тоа било некаде надвор, на гората, без озвучување, без микрофони, сите тука собрани и слушаат. Имале што да слушаат. Многу од работите им изгледале како прв пат да ги слушаат. А зошто тоа? Зошто им изгледале тие зборови револуционерни? Затоа што заборавиле на многу нешта. Со сите тие нивни традиции евреите ги ја затрупале вистината со години и со години. И сега одеднаш што зборува овој? Многу од нивните идеи воопшто не се вклупувале во оно што Исус ќе каже. И замислите ги почетните зборови, кои што значат многу, значи, ова не е само почет на проповедта, туку и сме зборувале кој знае колку пати на оваа тема, тоа е прв чекор за да воопшто можеме да влеземе во заедница со Бога. За да воопшто може да ја изслушаме целата проповед, која што трае цели 3 глави во Матеј, значи 5, 6, 7, многу зависи од овој прв стих. Како гласи, како започнува Исус со проповедта на гората на блаженството? 5 глава, 3 стих Матеј. Со првото блаженство, односно со зборот блажени се, кои бедните по дух, зашто е нивно царството небесно. Што значи да се биде блажен, благословен? Многу пати сме слушале и од ова место, па и јас сум зборувал дека тоа е исто што и да бидеш среќен. Ама тоа е навистина плитко, кажам, и многу недоволно. Среќен. Што е тоа? Тоа е чувство само едно обично. Не велам дека апостолите некојаш не почувствувале среќа, или Исус не почувствувал среќа, меѓутоа кога го вели ова има многу подлабоко значење. А со тој збор, токму со тој збор ја започнува својата најубава проповед. Сака да каже, како да сака да каже, и тоа сака да каже, дека човек не може да биде благословен без да ги разбере и овие почетни зборови. Почнува со овие зборови проповедта на блаженствата, а ајде сега да отвориме во Матеј 7 глава, чисто да видиме како завршува. Ќе читаме од 24 до 27 стих, за да видиме дека Исус не зборува овде само за некои убави чувства, туку многу длабоки работи, како што и на почетокот кажав, револуционерни работи за евреите тогаш, па и за нас денес секако. Матеј 7 глава 24 до 27 читам: и така секој кој ги слуша овие мои зборови, значи ја завршува проповедта со заклучок, секој што ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек, кој ја изградил својата куќа на што? На камен.
И заврна породен дожд, значи на сигурни темели, на сигурно место, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен. И секој кој ги слуша овие мои зборови, и сега прави контраст со оние другите, неблагоразумните, односно, како ги нарекува, безумните, секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој е изградил својата куќа на песок и заврна породен дожд и не дојдоа реки и дувнаа ветрови, значи истите тие услови како и во случајот на првата куќа, но овој пат, кога тие навалија на куќата, таа падна. И низиното паѓање беше големо, беше страшно. Значи, завршува на некој начин со предупредување за казна, за осуда на оние кои што нема да одат според кажаното. Очигледно Исус, значи, уште во првиот стих, со кој што започнува, не би можел да зборува само за среќа овде. Станува збор за нешто многу подлабоко. Чисто ова го нафрлив, како тука има многу сега, целата таа проповед трае, но од самиот негов заклучок се гледа дека не станува збор само за некакви чувства на среќа, кога веќе зборуваме за третиот стих, нели, од Матеј 5 глава, кога зборува за што значи да се биде блажен. Значи, блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правда, еве 6 стих. Значи, блажени се кои што се гладни и жедни за правда, зашто тие ќе се наситат. Што значи глад и жед? Чувство ли е тоа? Тоа некоја длабока Не знам дали има и пренос сега или беше краток прекин, ајде да погледнеме. Има или нема? Има. Не, па може ја тук да видам. Добро, добро. Да, деновиве читав дека овие услови на ова жешко време може да произведат, да создадат услови за оние суперкелиски, како ги викаат, облаци или услови, кои што можат да предизвикаат и торнада, и кој знае што се не. Така да се надевам дека нашата куќа е изградена на камен. Ете, живееме во последно време, така да ништо веќе не зачудува. Се е веќе надвор, оно што го гледаме, се екстреми. Но се вратиме на темата. Значи, блажени се кои што гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Глад и жед. Значи, силна, длабока потреба на глад за Христовата праведност. И тука може да кажеме, не секој кој сака да е среќен, сака да е и праведен. Така ли? Значи, не се работи за чувства. Тама работа, ако Исус сега решил да зборува за чувства, и па ја почнал својата проповед во таков правец, кога и тој самиот знае дека чувствата се толку несигурни, непостојани и никаков темел. Што значи да се биде блажен? Еве, јас ќе кажам вака со овие зборови. Па дали ќе се сложите, не знам. Тоа е на состоба, тоа е како да сте на една позиција на привилегиран примател на Божјата благодат, на Божјата милост. Вие сте во позиција да имате привилегија да ја примите Божјата благодат. А таа ни е доволна, ако се сетиме на зборовите што Господ ме ги упатил на Павле. Значи, привилегиран примател на божествената милост или благодат, еве. Поголема привилегија од ова не знам дали има. Значи, Исус овде не опишува, не зборува за субјективни емоции, туку за
објективен факт. Оние кои што се сиромашни по дух се во позиција, ситуација да бидат привилегирани приматели на Божјата благодат, наклоност. Значи, без разлика како се чувствуваш во моментот, значи, тоа чувство твое не кажува дали си во заедница со Бога или не си. Туку треба да си во таа позиција. Значи, пазите, ова е почетниот стих. За да вие ги примите и другите блаженства, благослови, треба да почнете од тука. Да бидете сиромашни по дух. И воопшто, за да седнете и да слушате една проповед, и тоа таква проповед, па и било каква, значи, силна проповед, не проповед, сега не сакам да ги класифицирам проповедите, меѓутоа сепак има и вакви, и такви, и онакви, треба да бидете понизни, треба да бидете спремни да примате. И како што го видовме крајот од проповедта на блаженството, на гората на блаженствата, не само да примате интелектуално и со дух да ја примите вистината, туку треба да имате и сила, и Бог да ви даде сила и сето тоа да го спроведете во живот. Инаку залудно е. Значи, не е битно како се чувствуваш во моментот. Тоа не кажува дека имаш некој заедница со Бога. Се сеќавам на... Па и сите ние сме сведочеле за тоа. Мислам дека и Јан има зборувано на тие моменти кои сме се крстиле. Леле, како убаво сме се чувствувале тој ден. Јас лично сум ви кажува, ќе ве подсетам, не само тој ден, 8 март 97, туку ја мислам дека наредните 10 дена, мислев како да сум испран, чист, така се чувствував некако, знаете, ама тоа е чувство. Тоа е само чувство. Кога зборуваме за чувствата, дај Боже да било така, се надевам дека било така во суштина. Значи, треба да си сиромашен по дух, треба да си во таа позиција за да ги примиш благословите од Бога и да ја примиш неговата благодат. Што значи да си сиромашен по дух? Сега. Сме зборувале често пати, но не е на одмет да се подсетиме. Значи, се ближи Света вечера. Како ќе се понизиме, како ќе примеме Света вечера, како тоа да не биде формално, ако не го знаеме овие, ако не го поседуваме ваквиот дух. Бедноста на духот, ако не ја познаваме. Што вели во 1 Петрово 5.5? 1 Петрово 5.5. Вториот дел од стихот, овде се цитира, веројатно, друго место. Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Кои добиваат благодат? Понизните. А вели им се противи на горделивите. Горделивите, оние кои што не се бедни по дух, сушто се на спротивната страна од Бога, на спротиставената страна. Бог им се противи. Тие се еден наспроти друг. Сега чисто да го разгледаме како терминот беден или сиромав, се користи истиот збор и во Лука 16 глава. И од тука ќе извлечеме еден добар заклучок што значи ова беден по дух. Лука 16 глава е параболата за богатиот и сиромавиот Лазар. Значи, еве конкретно ќе се задржиме на Лазар. Каква е таа состојба, ако овде зборува нели за во материјална смисла сиромаштво, но секако Исус на гората на блаженствата не го користи тоа во материјална смисла. Кога нели вели беден по дух, самиот стих кажува. 19 стих, значи Лука 16 глава. И беше еден богат човек кој се облекуваше во црвено сукно и во ленено платно и се веселеше сјајно секој ден. А еден, видите, може да кажеме во 19 стиха, овој богатиот бил среќен, радосен секој ден. Се му било полно и рамно. А еден сиромав по име Лазар, значи наспроти него, има еден сиромав по име Лазар, целиот со чирови, лежеше пред неговата врата.
И сакаше да се насити, внимавајте, со она што паѓаше од столот на богатиот. И кучињата доаѓа и му ги лижеа рамете. Што гледаме од контекстот на овие неколку стиха? Дека сиромов значи дека немаш своји собствени средства за живот. Зависиш од некој друг, зависиш од надвор нека. Немаш своји собствени средства за живот. Во овој контекст, значи, како што гледаме. Истиот збор е искористен овде. И сега спомнав дека Исус овде не зборува во проповета за материјално сиромаштво, и за бедност на духот, беден по дух. И сите други блаженства, кои ќе ги погледнете, се однесуваат на духовни нешта. Значи, беден по дух е оној кој што е свесен дека самиот нема духовни средства. Така да се изразиме. Таквиот веле, јас не сум праведен, немам сила да си го обезбедам спасението, нема начин, немам средства, јас сум грешник, јас сум бил во бунт против Бога, стојам виновен пред Него, осуден сум и знам што заслужувам да одам во огненото езеро. Исус значи опишуват ваков вид на бедотија. Можеме да кажеме духовен банкрот. Значи, вие немате ништо, значи, место парични средства, во материјална смисла, духовни средства. Немате ништо што би можеле да му понудите на Бога. Тоа е бедотијата на духот. И така и треба да се чувствуваме, односно да сме во таа позиција, за тоа што можеме да му понудиме. Па нели ни е доста неговата благодат? Со што ја добиваме благодатта ни? Па не е заслужена. Значи не можеме со ништо. Па дури со сите оние дарови и таленти со кои што Господ не обдарил, можеме ли да се фалиме, што вели таму Павле, мислам во Коринќаните збореше? Дека ние немаме ништо што не сме добиле од небото, од Бога. Па како можеме да се фалиме? Ништо, сето оно што го поседуваме како талент, да, со Божја помош, со наш труд, може сме го доразвиле тоа, меѓутоа изворно го имаме како дар од Бога. А колку сакаме некоја што се фалиме, денеска се подсетив на кој го видов Усеин Болт, на тие школски денови порано. Сега веројатно не би можел да истрчам, затоа што и со коленото се уште не можам баш така да трчам, ама на времето, знаете, тоа е таа желба за престиж, да бидеш најдобар, да бидеш прв. И од секојаш сум ги сакал, еве се ближи Олимпијада во Париз, од секојаш сум ги сакал баш тие, па и завршни се тие од Олимпијадата, трките на 100 метра, на 200 метра и така натаму. Молим? И денеска кога слушнав, ја знаев тоа, одамна и сум го гледал многу пати, 9,50 и нешто, така нешто беше. 58. Замислите си се себе да трчате покрај него. Значи, ја би стигнал негде 3 секунди после него на целта. Значи, што значи 3 секунди на 100 метра? Тоа е огромно, огромен заостаток. Сите тие што се тркаат покрај него, тука некаде, може некој едва и над 10 секунди ќе постигне, другите се тука негде, под 10, тука негде, околу 10 секунди. И сега замислите си вие со 12 или 13 или 15 секунди, вие сте таму негде, на средината. Меѓутоа, ја не се тркав 90-91 со Усеин Болт во Штип, туку со моите школски таму. И сакав да бидам прв. Што ми требаше тоа, не знам, ама ете тоа е тоа. Да се фали човек, да, како што и самиот Мигел, мислам, се изрази. Сабале становиш и се гледаш во огледало и што си мислиме кога се гледаме во огледало? Не за убавината,
Добре, тоа е прашање за размислување. Кој што си мисли? Дали јас велам во своето огледало, Борчеве, колку си ти подобар од овој, од оној, да ти текне така некој, да си споредуваш со некој во мислите. Тоа не е беден по дух. Тоа веднаш се показатели дека не си беден по дух. Доаѓаме кај Бога и сме свесни дека немаме ништо да му дадеме, да му понудиме. Ништо со што би можеле да се пофалиме. Можеме само да кажеме колку сме виновни и сето оно што ќе покажеме се тие наши валкани облеки и милост да побараме, ништо друго. Во Римјаните, ако читаме таму од првата глава, 18 стих, па до Римјаните 3:20, Павле ја образложува и опишува универзалната вина на човештвото и како се ближи до својот заклучок на тој свој опис, еве што кажува, доаѓа до заклучок дека сите се исти всушност пред Бога и вели во Римјаните 3 глава 9 и 10 стих. Што тогаш? Дали имаме предност ние евреите? Предходно зборува, ние законот го имаме, ние ова, ние она, ние сме во завет, сме вклучиле завет со Бога. Имаме ли ние предност некаква? Никако. Зашто веќе ги обвиневме и јудејците и грците дека сите се под грев. Како што е напишано, нема никој праведен, нема ниту еден. Има ли исклучок овде? Или не? Само јас. Може, никој нема праведен, ма јас сум праведен. Сите спаѓаме во оваа група. 11-12 стих, нема разумен, нема кој да го бара Бога, се разбира, тоа е состојбата на човештвото воопшто без Христа. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Меѓутоа, и ние, ако не сме во Христа, не можеме да правиме добро, или оно што ќе го правиме, што е така да кажеме под наводници добро, тоа е пак себишто, некој наш личен интерес. Тоа не се дела, оние дела на верата. Значи, нема ниту еден. На ова треба 100 пати да кажеш да, тоа е вистината. Тоа е вистината. Еве вака да размислиме, да речеме, кој е Бог? Каков е тој по својата природа? Може да изнаоѓаме тука многу описи. Бог е свет, Бог е вечен, Бог не е ограничен со време, со простор, Бог е... Ајде, помогнете. Праведен, добро. И што ли не? Тој постои надвор од времето и просторот, кажа, тој е премногу голем за нас. Семоќен. А кој сме ние? Како излегуваме пред него? Можеме ли да му пристапиме такви какви што сме и што можеме да кажеме пред таквиот голем Бог? Како, не знам, скакулци. Да, ние сме све обратно од тоа. Замисли си, влегле 10 извидници во Ханан и да извидат земјата и па тие се огромни, па ние сме како скакулци спрема нив. А спрема Бога, какви би биле? Ништо. И ако вака размислуваме, ако така ги поставуваме мислите, тоа е исправно размислување. Размислуваме во исправен правец. Тука може веќе да се види таа бедотија на духот. Или ако размислуваме за неговото морално совршенство, Авакум проучувавме неодамна. Што вели таму во Авакум 1.13? Твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Ти му не можеш да гледаш беззаконие. А ние, наспроти него, можеме само да замолкнеме, како што велиш таму во 2 глава, мислам, на крајот во Авакум. Колку сме ние праведни. И колку знаеме често пати да спомнуваме некоја група на луѓе, не знам какви да е, значи, може да е
да ја означите како ваква или таква, сега не мора да споредувам. И кога зборуваме онака со без понизност во духот за такви луѓе, што всушност правиме? Се двоиме од нив, па ја не сум како нив. Ве подсеќа ова на некој? Фала ти Господе што ја не сум како овие. Лука 18 глава, од 9 до 12. А на некои кои беа уверени во себе дека се праведни, значи тие беа уверени во себе дека се праведни, а дали беа праведни? Не. И така си мислеа дека се праведни и ги презираа другите, еве од каде доаѓа презирот кон другите, од тоа што мислиш дека си праведен. Им ја кажа оваа парабола. Два човека влегува во храм да се помолат, едниот фарисеј, а другиот цариник. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе. И сега спомнува тука: разбойници, неправедници, прелюбници, пијаници, хомосексуалци, и сега тука може да редиме, или како овој царник. Фала ти Господе што не сум јас од тие. И сега реди. Како рековме, што можеме да му понудиме на Господ? Ништо. Ама ја 2 пати постам во седмицата. И давам 10 од се. Точен сум. Педантен, прецизен во давањето 10 и се. Се останато. Тука може да редиме сега ние да... И што гледаме кај овој фарисеј? Дали он е беден по дух? Не. Се фали со своите духовни средства и дела, да кажем. А 13 стих вели, а цариникот наспроти него, значи стоеше далеку и не сакаше ни очите да ги подигне кон великиот, семокниот, севишниот, пресветиот Бог код небото, туку се удираше по градите и велеше: ова е тоа што треба сите да го кажеме од денес па понатаму и поготово и на денот на светата причест, односно касно е ако се причестиме како такви, треба порано малку, барем таму долу во долната просторија. Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Што бара? Милост. Затоа што знае дека нема што да понуди. Не може ни очите да вика да ги крене нагоре. Беден, тоа е бедотијата. Значи, првиот, фарисејот се повикува на своите достигања, доека вториот не се повикува на ништо свое, туку на Божјата милост. И тој и ќе ја добие, вториот. Значи, бедните по дух, како беше, блажени се бедните по дух, зашто тие ќе го настават Божјото царство. Тие се во привилегирана положба, позиција да ја примат Божјата благодат. И сега како се гледаме ние себе си во Божјото присуство? Дали како првиот или како вториот? Со кој дух излегуваме пред Бога? Псалм 5.5, привршуваме уште малку. Псалм 5.5. Ниту гордите ќе се одржат пред твоите очи, ти ги мрази сите што прават беззаконие. А наспроти овој псалм, псалм 51.17, смирениот дух е жртва на Бога, нема да го презреш Боже, понизното и покајничко срце. Еве зашто и вака почнал, зашто реков дека ова е почетен стих на проповед и зашто без ова да го разбереме не можеме ништо понатаму, можеби да разбереме и да сватиме кој што треба, но и тоа е без да бидеме такви, бедни по дух, ние не можеме ни да му пристапиме на Бога, односно да не прими Бог. Ако не си беден, ако не си понизен, нема ни покаяние. А ако нема покаяние, што бараме кај Бога?
Покаянието е првиот чекор за да Бог не прими. И да, слаби сме, грешни сме, секој од нас може би кој знае колку пати сгреши во ова тромесечие, но се наближува светата вечера и треба да размислуваме во тој контекст, да се погледнеме не во она огледало, туку во духовното огледало и да се видиме кои сме и што сме. Сите ние имаме некоја гордост, ја носиме со себе, затоа што таа е дел од нашата природа. Но како такви не можеме да се појавиме пред Бога. Значи, немаме ништо со што би можеле да се понудиме пред Бога, целосно треба да бидеме зависни од Божјата благодат. Блажени се бедните во дух. Сега ова може би да го болдираме, или италик, или не знам да го подцртаме, зашто е нивно царството небесно. Тоа е нивни ексклузивитет, значи, нивно е Божјето царство. Тоа Господ како да го потенцира. Или, еве да читаме во Лука 5 глава, 31-32. Мора нешто да скокнеме. Лука 5, 31-32. Исус одговори и им рече, здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не дојдов да ги повикам праведните, 32 стих, туку грешниците на покаяние. Замисли си, ако пред лекарот вие тврдите дека сте здрави, има право да ви каже, што ми го трошиш времето тогаш? Оди, штом си здрав. Иако, може би, кој знае што се случува кај тебе и затоа си може би отишол таму, меѓутоа, ете, или ќе занемариш некогаш, ќе занемариш резултатите, да кажеме, што крвна слика, крвна анализа ти даваат резултати, тоа, не може да бегаш од тоа. Меѓутоа ќе го занемариш, тоа и ти си здрав. И што вели Господ? Не дошол он за таквите. За тие кои што сметаат дека се здрави, односно тие кои што сметаат дека се праведни. Тој дошол за грешниците, за да се покајат и да добијат спасение. Но ако си свесен дека си болен, нели во она духовна смисла, а такви сме сите, тогаш слободно може да пристапиме пред најдобриот лекар и да не се воздржуваме воопшто, да му кажеме се што ни тежи, затоа што тој ќе се погрижи за нас, за било што и да е, и изобилно ќе не благослови, ако имаме таков пристап. Наместо, значи, да сметаме дека сме здрави и дека не ни е ништо. Знаете, еве, кога зборуваме за ова бедотија на духот, не може да не се сетиме на Лаодикеец. Значи, тоа е таа духовна гордост, која вели, не знае дека е беден, значи, тој се чувствува дека е богат, дека има се, дека не му треба ништо. Замисли си која е таа крајност, од ова што го зборуваме, бедниот по дух смета дека нема ништо, нема што да понуди. Исус во остатокот на својата проповед ги опишува своите благослови, значи понатаму блаженствата, но еве за вечерва и мора да скратиме, доволно е да напоменеме едно нешто, како се благословени овие бедните по духот. Значи имаат заедница со Бога, па тоа е можеби најголемиот благослов што воопшто може да го има некој христијанин, да имаш заедница со Бога. А имајки заедница со Бога, тој се грижи за сите наши потреби. И овде, за овој живот на земјата, но и за идниот. Ќе го читам подоцна псалмот, иако ми беше предвиден во самата проповед, меѓутоа, пошто сме на самиот крај, ќе го читаме кога се чита псалм,
пред самата молитва. Нека му е слава на Бога, еве, овие мисли нека не насочат кон средата, која што ни е обично предвидена за пост и молитва и подготовка за светата причест во сабота. Слава нека му уште еднаш. Амин.